Во тек е масовна имунизација во државата, која што представува клучна алатка за ставање крај на вирусот и на пандемијата со вирусот COVID-19, за да можеме да се вратиме во нормалните текови на живење. Овде денес сум во посета на детската градинка Весели Цветови во Делчево и ме радува фактот што воспитувачките и негователките се имунизирани, со што се создадени безбедни по здравјето и услови непречени за работа на детската градинка. Во натамошниот период ќе бидат вакцинирани и останатиот персонал од оваа институција, така да непречената работа верувам дека ќе продолжи и нема да имаме ниту деца, ниту родители кои што ќе бидат потоа во само изолација. Според националниот план, националната стратегија за имунизација во нашата држава, во клучната инфраструктура на институциите во Делчево се вакцинирани околу 300 вработени, тоа се дел од полицијата, детската градинка, наставниците кои што одржуваат настава со физичко присуство, сите здравствени работници и скоро сите ја имаат примено и втората доза на вакцината, така да во наредниот период ќе биде вакцинирано останатото население. И во наредниот период ќе имаме достава на вакцини, така да ќе има доволен број на вакцини. Апелирам до сите граѓани да се пријават за имунизација. Јас верувам дека сите вакцини се безбедни. Вакцинацијата е добра за нас, добра е за сите блиски околу нас и тоа е единствениот начин на кој што можеме да постигнеме колективен имунитет и да ставиме крај на оваа пандемија со вирусот COVID-19. Живееме во време на пандемија, кога многу важно за сите нас е да се вакцинираме. Пред се, сите мои вработени, сите родители треба да знаат дека вакцината е единствениот начин кој што може да ни ги олесни маките. Може би нема да спречи зараза или ширење на вирусот, меѓутоа може да ги олесни симптомите кои што се појавуваат после инфекција со COVID-19. Она што значи здравје за нашите деца тука и она што значи здравје за вработените во детската градинка, го правиме да биде максимално исполнето. Редовно ги почитуваме протоколите и вработените и родителите, зашто сакам да им се заблагодарам. И вакцинацијата на 13 вработени даватели на услуги за нас значи многу. Имаме уште 20 пријавени за вакцинација, тоа се административно-помошно-технички персонал и се надеваме дека според програмата на Министерството за здравство во некој догледен период и тие ќе бидат вакцинирани за да бидеме сите заштитени максимално. Сакам да напоменам дека исклучок од вакцинација има само кај оние вработени со автоимуни заболувања и со алергиски заболувања. Добро, каква е состојбата со COVID моментално во градинката? Па можеме да кажеме дека е смирена или во мирување. Во изолација имаме две групи на дечиња, тоа се 27 дечиња, 2 негователки и 1 воспитувач. Изолацијата изминува на 15, сега за неколку дена и од 16 веќе ќе можеме да почнеме да функционираме со сите групи и сите вработени. Добро.